Добре дојдовте назад, сега се подсетивме на годините, но нема да кажуваме, нели? Годините се само бројка, Елена, така е, да. Добре дојдовте назад во добро утро секое утро. Музиката е таа што треба да не оплеменува и да ни дава убава енергија, а кога станува збор за групата Баклава, тоа секогаш е по дефолт така. Добро утро и добре дојдовте за Елена Христова и за Сибо. Да, музичар. Може така да ве најавам. Да, и дел од групата Баклава. Така. Носители, можам и така да ве наречам, затоа што сте од првата постава на Баклава. Пред колку сега, пред да почнеме со разговорот, си кажувавме колку години поминале од првиот албум? Па многу, јас изненадив дека пријатно изненадување да слушнеме дека сте биле на првиот концерт во 2005. Да, и интервју ви правев за една друга телевизија тогаш, да. Така, прекрасно. Ето сега Младинскиот културен центар. Беше не концертна, но за прв пат слушнавме некој поинаков јазик тогаш. Така, да. Да. Па оваа година ни е јубилејна. Планираме и така да кронисаме, бидејќи тоа беше 2005 во декември месец, па така од прилика некаде во втората половина од година ќе имаме исто така уште еден убаво се чувствуват со 26 години. Да, тогаш бевме малечки, тогаш средна школа запишувавме и така. Беше 5 години да пред 5 практично, да. Нов албум четворка со едноставен наслов затоа што е реден број 4, нели? Четврти албум за групата. И јубилеен е затоа што ромбот е од 4 страни. Секако и баклавата е, нели, во 4 страни, па може и во 3. Како и како милува, нели? На секоја подрачен из машки Македонија. символ во триаголникот. Така, да. Во 3 секако може, се содржи тројката во четврката од баклавата. Да. Секако. Не е многу математика. Да. Но добро, таа символика постојано кога на почетокот кога излеговте, постојано ја објаснувавте символиката на баклава, дека не е само баклава како баклава, некое сладко, туку има и некоја символика. Да. Добре дојдовте, навистина ми е мило што сте во ТВ Алфа и што може да позборуваме за долго очекуваниот ваш четврти албум со голема екипа и навистина ви честитам што сте ги одбрале едни од најдобрите музичари на ова поднебие. А колку време ви требаше да го подготвите четворка? Долги години. Значи неколку години сигурно го работевме, го мислевме уште толку, значи од последниот албум пројдоа поприлично можеби 9 години до последното издавање. Така што од различни премрежија ние стигнавме до овој звук што сме многу задоволни, го сменивме звукот и на некој начин и многу продолживме оно што го работевме до тогаш. Имам впечаток за секој ваш нов албум имате нов звук. Па да, некако е неизбежно да човек се така се расте, се развива, да, и се оплеменува, можеби, како што кажав, музиката ме оплеменува. Така, да. Созреавте вие и како луѓе, сигурно, нели? Па и некои нешта што ве окружуваат. Некако мислам дека позрела бев. Сега музички јазик сакате да им се обратите на вашите слушатели. Тоа е да. Тоа секако мислам дека заслуживме да се изразиме, значи во своето авторство пред се. Затоа што доста работи и помина и направивме, така што сметавме дека е време веќе да го кажеме она што нас интимно го чувствуваме. Значи тоа е многу битно. Да, и во создавањето веројатно Елена се вклучи во создавањето на самата музика на Баклава, започнувајќи како Елена ни е носител на музиката. Така работиме, да. Носител на музиката, не на корона. На музиката носител, да биде. Ако има проблем со стиховите, тука сум. И со вокалната делница носител, значи не. Вие ширите зараза, но во позитивна смисла. Да, музичка зараза. Да. Да не се чекај, не убаво вака се представува, пола луѓе нема да дојдат. Ама не! Гледачите на ТВ Алфа не следат будно и знаат дека убаво, нели, ширите убава само по наводници зараза за добра и квалитетна музика. Да. Еве што изјавивте за соработката со Дарко Рундек и со нашите Супер Хикс. Да споделуваш мисли и музика со Дарко Рундек и да станеш дел од посветеноста, ветрината и енергичноста на Супер Хикс е многу радосно пред се. Навистина ли ви беше овие 9 години радосно? Подготвувајте го. Да. Процесот на подготовка на албумот е преубав, мислам, тука не е добро, е како секое раѓање, нормално има и своји тешки страни, меѓутоа е кога човек твори, кога го создава нешто, тоа е преубав момент.
обично така почнуваме на музиката која што ја компонирам, си го пишува текстови и тука развиваме, мислам, јасен концепт на каде ќе се движат работите. Во случајов беа боите како главна Зошто инспирација. боите? Навистина размислувате во бои, пеете во бои, создувате во бои. Како и сите ние. Да. Знаете што, мала светите. дигресија, може Да. на сетова, прво што ми текнете вака, не знам зошто, велите тиркизна, пурпурна, чоколадна, рузмарин, рубин, сребрена, сива, бела, невен, фламинго, сенка. Е сега, каде се? Пепел, миш, Сива? боја, Беж и месо Беж, боја. месо, Немаме боја, месо да, боја. се Те извинувам. се содржат во самите, Така? значи Да. Мене за петролеј петеница. најмногу ми е криво. Петроле. Така, така. Не ми текнува Се за одржат, петроле. значи, сум Тоа е како внимавал на тоа. додавка на овој, како пети албум, или? Бојата се сите нијанси. Боите се возбудливи, раѓаат чувства, раѓаат состојби. Секојдневно ги живееме, меѓутоа не им се посветуваме некако да... И интересен е, добро, јас напишав еден текст, меѓутоа процесот кога размислаш како една боја да ја опееш е многу богат, многу податен. Така просто има толку многу податок и многу е лесно да напишеш стихови од една страна. Мислам си го знае колку е лесно. Сиво ќе ни каже, да, колку е лесно Да. на музиката, нели да напишете текст. Па не е лесно. Не е лесно. Он има богата мелодија и воопште не е едноставно, значи не е за тоа некои поп мелодии кои имаат 2-3 тона и едноставна ритмика. Тоа сето треба да се вклопи со нашиот богат јазик. Така што јас си знам. Да, на албумот учествуваат невообичаено голем број музичари. Може да споменеме некои од нив, затоа што на вистина голем е бројот, но заслужуваат да ги споменеме. Ги Да. споменавме Дарко Рундек и Супер Хикс, останатите инструменталисти. Петер Христов ние исто така долго години соработуваме со него на кларинет и саксофон. Потоа Дејан Теодосиевски на чело го имаме, Дженгис Ибраим на канон. Во поново време работиме и со Јордан Костов на армоника, Драган Стојковски на бас гитара, Игор Стевковски на тапани. Да, видам кој не спомнав во пописот. Да, мислам дека сите ги кажа. Мислам дека ги кажам моментално што се на Моментално сцена, што се на или имаше сцена, уште музичари. повеќе претходно. Да, Богот Мичаров ми беше на некои снимки со тамбура, така што се некои музичари ќе видат на сцената, некои претходни да, меѓутоа главном 9 луѓе сме на сцена од сите што ги спомнав. Интересен е умотот. Така, Да. да, само сакав да се На албумот, во така. врска со музичарите. Да. Дека толку е богат звукот како што и самите бои ги даваат своите нијанси, така и музичарите си имаат своји нијанси и им даваме слобода да се изразат баш со она што се, баш да се види нивниот карактер. Така што има многу импровизации во музиката, што е на наше Неминовно, задоволство. Да, така. и имаме луѓе кои што сакаат да ги живеат тие импровизации, просто се така слободумни. И благодарност до сите музичари што направивме на голема фамилија заедно. За Дарко Рундек да не зборуваме колку е, навистина, она што го кажа, преинспиративно. Така да поминете неколку дена со Дарко Рундек да дојде за снимање на спот и да седите и да слушате музика со него, на гостивија и просто негова музика, моја музика, наша музика. Како и беа се првите така. печатоците на Дарко Рундек слушајќи ја вашата музика? Веднаш ја Да? Веднаш, да, бевме поласкани и изненадени, затоа што само испративме као, ете да чуе, може нема да му се допадне такви работи, но сепак бевме воодушевени од тоа дека и самиот тој кажа големи комплименти за музиката и за текстот. Мене многу ми беше трогателно дека тој ми е еден од помилените музички поети. Така што да ти биде некој пример во животот и потоа да го на некој начин наследиш и тој ти го признае тоа, значи тоа го сакувам на секој, не само во музиката. Одлуката зашто баш Супер Хикс и Дарко Рундек Да, бидат баш гости, тие. прво за Дарко Рундек и на Рузмарин гости, некако ја слушнав песната и га мова ми личи, ја слушнав, ја направивме песната и га мова ми личи многу на Дарко Рундек. Така прва, ама и на крај памет дека на вистина ќе биде И таа соработка таа остварена. соработка.
За Суперхикс вака најкреативна се мислам кога се будам наутро, се разбери? И пуштате алфа? Чоколада. Така Да. Суперхикс. Така ми дојде. Ангелчето Суперхикс, чоколада, може. Така исто со Суперхикс беше прекрасно работката, немам тука. Посебно ќе видат мислам луѓето кои што ќе дојдат на концертот како комуницираме, тоа е преубаво. Да. И уште ова ќе кажам, сега да те одморам дека се од 6:30 дека секое утро ве гледам со кафе, со доруче. Да, ми изненадивте, навистина ви благодарам. Да. Ете редовен гледач ни е Елена од Баклава, ви благодарам, ете. Да, што сте заедно со нас. И во музиката бојата се слуша, но не се гледа. Сега во овој албум е поинаква состојба. Так. Зошто се решивте на овие бои, баш овие бои? И баш 13. Значи тоа е спектар кој произлегува од трите основни бои. Значи кои имаат свој подсубстанции, да кажеме, и практично со тие бои стигнаме до една бројка од 13 песни. Поточно како што она ги создаваше песните, тоест музиката, така почнав да ги редам боите, викам сега ова мора да имаме негде зелена, кај зелената и така натаму. Значи оно како еден сликар се постави према сето тоа и испадна супер затоа што концентричноста на круговите од самите основни три бои произлегува сите овие преостанати. Практично тие бои се секаде околу нас. Еве ги повикувам слушателите да погледнат околу себе, ќе ги препознаат боите околу себе, значи веднаш ќе ги именуваат. Значи тоа е интересен многу процес. Да, и пред се една мелодија, во една мелодија доминира некоја боја. И таа ја следевме. Ете си боја остих како е зборот? Ја остихови може. Добро. Да, самата боја на музиката, така што од таму, од мелодија, и одевме кон визуелната, како да преку стиховите ќе дојде до некаква слика, од сликата до некакво движење, затоа што и повеќе од боите имаат веќе свој видеозаписи. Имаме 5 спота. Денеска и вас ќе го промовираме за прв пат последниот спот. Да. Па дури и вас ви изненадивме дека го имаме многу спот. спот. Колку спремна телевизија, Боже, јас не знаев дека излегол спотот, они веќе го спремиле спотот, ете. Да, ќе го погледнеме спотот за песната Тиркис. Да. И публиката ве препознаваше на почеток кога излеговте пред 15 години, да поубаво звучи 15 некако многу ми излега. 2-3 години, зашо? 15. Добро, не сме толку стари, годините се само бројка, така? Така беше, се договоривме. Ве препознава како етногрупа, така? И сега како вие го менувавте стилот, се менуваше, можеби, публиката, затоа што сега сте некоја world music, нешто што Добро, тоа е како светска, да. Неизбежно, мислам, ние се уште сме со светски тренд. Традиционалната музика во комуникацијата, што е нормално. Како човек созрева со што се среќава, со што се фасцинира е моментот кој што треба сега. Долго време работевме традиционална музика и се уште ќе работиме, се разбира. Јас и многу истражувам по можностите што имам бидејќи живеам и во Турција и ете правам некои етномузиколошки проекти кај што ќе ги терам паралелно со ова, меѓутоа сепак и она што слушаме, и она што се среќаваме, и она што е всушност дел од нас што треба да излезе, во комуникација со традицијата доаѓа до ваква состојба. Сега во моментот е ова, потоа ќе се озрево нешто друго, така што јас мислам дека ја надоградуваме публиката, а не ја менуваме. Просто луѓе се изненадени кога ќе слушнат на новиот албум дека имаме и звук од ако правиме споредба со джез елементи, со елементи на електроника, на рок н рол, па некој ќе каже ќе спореди со Sonic Youth или не знам слично, а сепак го имаме оној византиски звук и традиционален. Имаме песна каде што
си го напиша стихови на кукушки диалект, од каде што се моите предци. И таа звучи сосема егејски, онака, и мелодијата е таква, и тоа е веројатно некаде од гените. Потребно да ги Убаво е да се зголемуваат таа Да. почитувачи на вашата музика. Освен на македонски, тука се и по некој стих на турски, или? Освен што живеете таму и бевте и ангажирана како пејачка секако. Хрватски, влашки, латински јазик. Како функционира се тоа? Креативно вака да се сублимира. Добро, тоа се неколку стиха, не е тоа нешто страшно. Добро. Така, филолог. Едноставно Скромно било и тоа. кажано, Да. јас си тоа. Како напиша сега песна на влашки? Добро, јас кажав, ова мелодија ме потсеќа на тој традиционален влашки мелос. Само кажав дека ме потсеќа за неколку дена доби влашки стихови на тој дел од песната. Не беше И тешко, некако, така? Да. Да. Влашки, знаете? Па знам до некаде, така. Доволно за песна, да. Еве што кажавте вие за четворка. Мене убаво ми беше, па сакам да го прочитам. По неколку години создавање конечно излегува нашиот четврти албум на групата Баклава, юбилеен со своите 4 страни, богат со 13 песни, огромна екипа, различни жанрови и вртање на сосема нова страница. Создадовме светска музика, вложивме многу и мака и љубов, сметаме дека е ова најдобриот албум што сме го направиле досега и сме многу благодарни на сите што го градеа со нас, а посебно велите на семејството што не трпеше. И сите што го поддржуваа на било каков начин. Ова ремек дело е наше дете. Така. Да, и ова ме потсети дека децата посебно па гледаат во бои, Да. па може би има некоја символика Да, се има. тоа, без разлика дали тоа ќе ви биде смешно или не, ние го сметаме за своја, исто како да сме го родиле, а не сме го родиле. Јас само што го носевме долго време. Го носевме не 9 месеци, туку 9 години. Да. Како народна песна. Народните песни 9 години болни лежат. Да. 9 години, како беше, се љубевме. Како беше? 9 години? Добро, повеќе Има се една девет. болна лежи Стојан 9 години, не може да умре на 10-та ке. Така, но има уште една 9 години те љубев нешто, како Да. беше? Обично по 30 е со љубов, овие со 369, така? И можеме, вели, да ви порачаме дека покрај што ги сакате вашите деца, покрај што ве радуваат или нервираат додека растат, чувајте ги додека можете, дајте им корен и дајте им крилја. Така. Едно Да, навистина ми се допадна и имате право за се тоа. Колоритен албум создаден на концептот на бои и секоја песна е посветена на конкретна боја, представена преку музиката и стиховите, сликата што ќе ја добиете слушајки ја. Имате ли впечаток, верувам дека вашите пријатели што ќе бидат и дел од концертот на денешна промоција во Фросина, во Младинскиот културен центар со почеток во 21 часот, но претходно нели имате најблизок суд. Дали таа боја што вие ја одредивте за таа песна, на вистина така и слушателите размислуваат во таа боја? Ке мора. Ќе мора. Сакале, некеле. Имаме и исто така и визуелен дел од концертот, кој што трае на целиот концерт. Да го поздравиме и Мерсес, кој што ни е дизајнер на изданието на Омотот. Така што тој ќе биде со нас, като и екипата од Младинскиот културен центар, кој што ќе се грижи за визуелниот момент, освен аудио. Така што ќе се почувствува таа и визуелно на сцена. Секоја боја само по себе. Се надеваме дека ќе биде тоа ми исто така многу возбудлив момент, бидејќи сме строга дисциплина. Да. Ако е тиркис, е тиркис постојано на видео. И мора да размислуваат. Ќе мора. Ке мора. А пријателите, роднините, кога на прво слушање, што ви кажа? Во таа боја размислува Милена? Или тие мораат? Шегата на страна не е воопшто. Секоја боја има своја нијанса. Ако го видите дизајнот на место исто така, се преплетуваат сите бои внатре во него. Така, Една без друга не може. Никогаш не е јасно, можеби никој нема да му е јасно дека е. Да. Кој Неки знаме сите именки на боите. Да, Така. на самиот умот од задната страна не ги пишува имињата на песните, туку се цртежи.
Така што Така што тоа е тоа. да, инаку имаме и винил издание кој што Да, тоа е исто така нешто што ја следите во моментов, нели, што е актуелно. Винил повторно се враќа. Така, Како е ова мењето на раце во 21 век, така и винил. така, добро. У исто време имаме и најмодерното на сите музички платформи. Реклама, па што само фармацевтите да кажат? Нели? Заштита од корона треба да си купат плоча од баклава и ќе бидат заштитени бидејќи имунитетот ќе им се крене и тоа е тоа. А што ми имате Само здрав винил имунитет? издание, да. Не може никако вирус да ве фати, така? Така Мислам, е. може и цеда, меѓутоа цедата Така. заштитува до одредено Ама не место, до толку. ама винилот, Да, винилот. Ќе дадеме во Легин да се продава. Да. Ке чекаме повторно 9 години за новиот албум. Ве молиме не. Може? Јас имам уште за 4 албуми спремено сега. Навистина, во овие 9 години, тоа сакав да ве прашам. Само се посветивте на овој 4ти албум? Сигурна сум дека ви излегоа некои други затоа што имате нели други проекти освен Баклава, така? Сега Тоа Филмска музика, Ова не е театарска. Така, да. Па некои од темите се наоѓаат и во филми во театар. Веќе по неколку филми ги има. Инаку, добро, јас и подолго време сум и во Турција, и со турнеи навака натака, исто така имаме обврски, секој посебно и со бендот од друг вид, меѓутоа некои работи треба да легнат. Јас мислам дека ова си е нормално време за овој албум, што не значи дека е наредниот проект каков и да е, што и да е, нема да биде во еден здив и да кажеме да ви изненадиме за неколку месеци со нешто ново, бидејќи тоа е, никогаш не се знаете процес. Најмногу се сложени оние работи кои што не зависат од нас, да не се жалиме, меѓутоа се потешки времиња доаѓаат за уметникот да може тоа све што сака, има чувство да го роди, да го изрази, да има барем основни услови, ако не повеќе, да го оствари тоа. Туку, ете, мораме да се занимаваме со работи кои што не се дел од она што ние треба да го Не е правиме. само музичко творење, да. Кажено, За да обстоиме. Затоа и некои работи што не зависат од нас, не знаеме колку ќе им треба за да се реализира. Што вечерва ќе очекуваат вашите, поддржувачи, следбеници, обожаватели? Промоција на албумот, значи Така. кратко и јасно. Толку. Да. Ќе го изведеме албумот, ќе боиме и со Супер Хикс. Само албумот од минатите? Не. Само концертна промоција на буквално албумот. Мислам, тоа е планот да се слушне албумот. Битни ни се публиката да конечните види дека што се случува и како се случува, да ни даде поддршка, за да можеме, бидејќи тој фидбек од публиката е она за кој што најубав и најбитен. работиме. Тоа на Така, нас не тоа е храни. вашата награда, да. Потребна ни е публиката, потребни ни се луѓе кои што ќе бидат на концерт. Да, како што е наградата што ја кажавте пред малку, дека не следите редовни, тоа ни е нам награда. Да, Така, јас редовните си гледачи така, ни се награда. Јас си Најголем. израдував затоа што на утрото го поминувам со вас. Да, ви благодарам уште еднаш што сте секој ден со нас. Ви благодарам за убавата музика што ја оплеменувате нашата македонска музичка сцена и ви посакувам и успешни понатаму секако албуми, 5ти албум. Повелете, слободно во ТВ Алфа ќе го промовираме, повеќе уште еднаш до гледачите на ТВ Алфа дека новиот албум на Баклава што току излезе. Концертната промоција ќе биде вечерва во Младинскиот културен центар во Кино Фросина со почеток во 21 часот. Секоја песна со конкретна боја и за прв пат во ТВ етарот ќе го видиме видеозаписот за песната Тиркис, а вам ви благодарам за вашето гостување денеска. Се гледаме повторно. Убави ден и убава промоција и убав концерт. Да.